Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести ВОС. Директорот на Инспекторатот за употреба на јазиците доби жолт картон од премиерот Мицкоски откако на новинарско прашање на македонски почна да зборува на албански, одбивајќи да го користи службениот јазик на земјава. За него се расправало и на седница на владата. Директорот на Инспекторатот за употреба на јазиците, кој одби да одговара на прашањата поставени на македонски јазик, ја минува реториката. Во изјава за Сител вели дека не го направил намерно, туку да не ја сгреши терминологијата. Обвинува дека случајот се политизирал. Дали ќе го почитува предупредувањето од премиерот и нема да го повтори истото однесување, вели времето ќе покажало. Така ви поставив прашање и тогаш на македонски, меѓутоа ми одговаравте на албански јазик. Да, тоа не го направив намерно, го направив за да не сгрешам нешто од овој терминологија или какво нешто. Не заради, ама сега се политизира оваа тема. А не беше така тој ден. Добро, вие одбивте да зборите на македонски јазик и не упативте дека ќе имаме преведување на она што вие го кажавте. Да. Меѓутоа имате обврска да говорите на македонски јазик како службен јазик во државата и прашањето беше поставено на македонски јазик. Да, и сега? Ви се јавувам да ве прашам дали ќе почитувате одлуката на премиерот. Тој денеска рече дека доколку се повтори истата ситуација ќе бидете разрешен. Ќе видиме, ќе го оставиме на време. Следното одбивање да говори на македонски јазик ќе го чини и разрешување од функцијата директор на Инспекторатот за јазици. Идризи доби само уште една шанса од премиерот да управува со институцијата. Ако конкретно мислите на оној момент кога во рамките на парламентот директорот не се обраќаше на македонски јазик, јас разговарав и не очекувам тоа да се повтори, ако се повтори ќе биде разрешен. Владини извори за Сител потврдуваат дека за однесувањето на Идризи се отворила дискусија и на денешната владина седница. Идризи и неговите колеги инспектори бараа плата и решенија од сите пратеници, но затоа одбија да одговараат на прашања од македонските новинари на македонски јазик како службен јазик во државата. И дали добивте уверување дека тоа ќе се реши? Unë mendoj se do të ketë после ќе ве преведат колегите. Не, дали ќе ве одговорите на македонски? Треба и на македонски да се обратите, затоа што така и законот за јазици, зашто постои... Да, ама и законот за јазиците треба да имаме преведувач. Можното разрешување го најави и министрот за политички систем Иван Стојковиќ, под чија надлежност е и самиот инспекторат. По неговата изјава реагираат од ДУИ, обвинувајќи дека власта продолжува со организирано и системско отстранување на албанскиот јазик од државниот систем. Скандалот е предлабочен од страна на министрот за политички систем, кој вчера изјави дека ќе го смени директорот на инспекторатот не поради неработење, туку за да му го покаже местото. Оваа изјава е директна демонстрација на институционален притисок и понижување врз службената употреба на албанскиот јазик. Поднесувањето на законското решение за организација и работа на органите на државната управа која е заглавено во парламентот, ќе се реши проблемот со платите на вработените во самиот инспекторат. Истовремено ќе се отвори и патот за формирање на национална агенција во која ќе влезат и Институтот за употреба на јазиците и Институтот за употреба на македонски стандарден јазик. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Криминалот на струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, кој од понеделникот е во 30-дневен притвор, бил од невидени размери. Тоа со оценките на обвинителството искажани на брифингот со новинарите, објавувајќи дека во целата шема Крмзов во соработка со корумпирани инспектори на УЈП и цела група на фирми и нивни собственици на име на поврат на ДДВ и испумпал од државниот буџет неверојатни 90 милиони евра. Финансиски криминал од невидени размери. Вака јавното обвинителство го оцени случајот во кој прво осомничен е струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов. Заедно со уште 22 лица, сите од Струмица, направиле дупка во државниот буџет од 90 милиони евра. Парите ги испумпале преку лажно пријавување на ДДВ, а даночната измама траела повеќе од 4 години. Во лажирањето фактури биле вклучени 15 фирми за кои од обвинителството велат дека сите се народнини или блиски луѓе на Крмзов.
Информациите за работата на злосторничкото здружение денеска на брифинг ги споделија републичкиот обвинител Коцевски, шефот на одделението за организиран криминал Бази и обвинителката која цели 9 месеци ја водела пред истрагата Верица Бержецка-Крстевска. Целата измама се вртела околу неколку деловни простории од објект во градба, кои за да изнудат поголем ДДВ, ги продавале и за неверојатни 20.000 евра за метар квадратен. Начинот на сторување на овие кривични дела е преку склучување на фиктивни договори за купо-продажба на недвижен имот, кој во најголем дел од случаите не е воопшто во сопственост на продавачот, без да се спроведат во катастар, без да се платат даноци кон општината, едни исти неколку деловни простории се препродавани за енормни износи. Според обвинителството, со лажните фактури преку поврат на ДДВ исплатен од државата, 15-те фирми заработиле 30 милиони евра кои завршиле во джебот на нивните управители. Измамата ја помагале и осуми на инспектори на УЈП во Струмица. Тие ги прифаќале таквите лажни документи со што им овозможувале побрзо да е исплатен повратот на ДДВ, со што побрзо истиот би се пуштил во оптек и е сега разгледуван како предмет на кривичното дело перење пари и други приноси од казниво дело. Инспекторите на УЈП според истрагата на обвинителството се гонат за несовесно работење, додека другите 15 и нивните фирми за злосторничко здружување, даночна измама и перење пари. Додека трае истрагата, имотот на фирмите е замрзнат, а се барала и втора хипотека, бидејќи дел од објектите веќе биле под хипотека на комерцијални банки. Од вчера пак Крмзов е во 30-дневен притвор одреден од кривичниот суд за побарање на обвинителството. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Средношколците од Скопје и оваа година ќе имаат право бесплатно да се возат во автобусите на ЈСП за време на летниот распуст кој почна вчера. На последниот ден од учебната година министерката за образование вети дека следната учебна година министерството ќе се погрижи сите предизвици кои постојаа во оваа учебна година да бидат надминати. Учебници треба да има за секое дете. Министерството ќе обезбеди учебник за секое дете. Постојат некои недоразбирања каде што се бара учебници кои реално ги нема. И реално немаше ни учебници затоа што училиштата не ги побарале од Министерството. Оваа година сериозно ќе се потрудиме тој предизвик да го надминеме. Реконструираното оделение за управни работи кое се наоѓа во зградата на МРТВ и каде граѓаните одат да извадат пасош, возачка дозвола, лична карта, вчера беше пуштено во употреба. Министерот Тошковски објаснува дека паралелно се отвораат и вакви канцеларии во повеќе општини низ земјава, па така граѓаните ќе можат за лични документи и патни исправи да се сликаат и да поднесуваат документи во полициските станици кои се наоѓаат во нивните општини и таму да ги подигнуваат своите документи, со што ќе се придонесе за намалување на гужвите и побрзи и поквалитетни услуги. Сега, составање во функција на управните служби во секоја една општина, негде околу 200.000 граѓани, пак вкупно ќе повторам, ќе можат своите потреби да ги остваруваат во рамки на оние објекти кои што се во нивните општини и во исто време да ги растеретат со гужви и главните градови, да речеме, главниот град Скопје и останатите поголеми градови како Тетово и Куманово сега за сега, ќе продолжиме во иднина и со реализација на овој проект секаде каде што ќе можеме да го реализираме. Со поинтензивни контроли до зголемени приходи се пофали царината, но оттаму велат дека поднесуваат кривични пријави и за оние кои што се обидуваат и на нелегален начин да увезат автомобили во Македонија. Од царина најавуваат дека контролите ќе продолжат. Зголемените контроли на увозите на автомобили и предкривичните истраги за сторени кривични дела со употребувани возила, што резултираше со 41 кривична пријава поднесена од страна на секторот за контрола и истраги, и тоа само годинава, го дадоа својот ефект преку зголемен пријавен увоз на возила и зголемена наплата на приходи по овој основ. Сакам да потенцирам дека она за што се нафативме да го работиме, веќе дава мерливи и видливи резултати.
Секој 10 човек се разболува од небезбедна храна, а 420.000 лица годишно умираат од последиците. За лекување на болести поврзани со овој проблем светот троши на годишно ниво $15 милиарди. На Светскиот ден на безбедна храна, Агенцијата за храна и ветеринарство објави дека во просек секој ден уништува по речиси 1 тон небезбедна храна. 207 тони храна е вратено храна од увоз, која што е спречена да влезе во Македонија. 30 тони храна имаме небезбедна од вратена исто од увоз, од вода, минерална вода. Резидуи пестициди исто имаме вратено за зеленчук и имаме мал дел на јодирана сол. Никаде во светот не можеме да гарантираме дека јадеме безбедна храна. Никој не може да го гарантира тоа. Меѓутоа, еве, како директор на агенцијата можам да кажам дека граѓаните јадат безбедна храна. Зборувам за небезбедна храна, храна со поминат рок, храна со надмечена амбалажа, храна органолептички кој што видлива за човечко око, кој што не смее да се конзумира.